Добро вечер во емисијата 360 степени налсат. Резултатот од локалните избори е извесен и тој генерално значи голема победа на ВМРО ДПМН. Кај етничките албанци со исклучок на Тетово исходот е помалку или повеќе очекуван. Она што не е известно е што ќе се случува со власта на централно ниво, откако Зоран Заев најави оставка од премиерската и лидерската позиција во СДСМ. Во следните денови ќе треба да стане појасно дали ќе обстои актуелното мнозинство во собранието, иако изјавите што доаѓаат од партнерите на СДСМ досега се во прилог на обстојување, кој би бил мандатар за составување нова влада, би имало ли и други промени во владата, какви, или можеби тасот ќе натежне кон ВМРО ДПМН. Ова ќе бидат прашањата што вечерва ќе ги дебатираме со аналитичарите Петар Арсовски и Александар Кржаловски. Ќе видите и неколку теренски истории. Почнуваме веднаш. Битката за Скопје беше да се биде или не за Зоран Заев. Епилогот е оставка и како премиер и како лидер. Славица Филиповска. На иста улица во строгиот центар. Само неколку метри ги делат изборните штабови на двајцата кандидати за градоначалник на Скопје, Петре Шилегов и Данила Арсовска. Овде, на улица Македонија, на само 1 час пред затворањето на избирачките места. И двата објекта се речиси празни. Јасно беше дека кој да ја однесе победата, таа ќе се прогласи во некоја од партиските централи. Во она на ВМРО ДПМН веќе беа поставени новинарските екипи. Опозицијата прва се охрабри за пресконференција. Тажен ден за недемократската власт на Заев. Во седиштето на СДСМ на Бихачка, единствените видливи гости кога се затворија избирачките места беа новинарите. Првата пресконференција се одржа 1 час по она на ВМРО ДПМН. А избирачката волја на мнозинството ќе биде испочитувана. Веќе традиционално, прв во прес-центарот на владеачката партија дојде пратеникот Горан Мисовски од коалицијската НСДП. Па, ајде да ги чекаме резултатите. По него беше речиси мирно. Во исчекување на следните обраќања, тишината во Скопје ја прекина младината на опозицијата. И почна масовно славје. ВМРО ДПМН веќе брифираше дека го добива Скопје, но честа да ја соопшти победата ја оставија на кандидатката Данила Арсовска. Намерно или не, Мицкоски доцнеше со својата пресконференција, а некои опозицијски функционери се преселија во штабот на Арсовска. Ви благодарам. По Арсовска, ново партиското седиште, се обрати лидерот на ВМРО ДПМН, Кристијан Мицкоски. Прогласот за убедливата победа го следеа добро познати партиски личности. Не треба премногу да славиме, бидејќи она што се случуваше, посебно помеѓу двата круга на овие избори, е навистина нешто што не треба да го заборавиме. Како што Мицкоски ја завршуваше триумфалната пресконференција, во СДСМ се очекуваше најавеното појавување на премиерот и лидер Зоран Заев. Поднесувам оставка од премиер и од председател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Ми беше огромна чест што можев да ви служам и што ми дававте доверба сите овие години да работам за вас, мој народе. Благодарам. Се дигнеме брзо сите. Целото раководство на СДСМ експресно се повлече. Остана првиот гостин Мисовски. Сметам дека Зоран Заев не треба да се поднесе оставка на функцијата премиер, но тој е негов личен став и го почитувам. Ќе видиме секако понатаму преку парламентот ќе истераме целата работа. Што мислите кој ќе го наследи? А тоа не можам да знам, треба да ги прашате во СДСМ. Во секој случај тој е процес кој што ќе трае претпоставка. Мисовски вели дека од овие избори може да се извлече и поука. Пративме порака дека во Република Северна Македонија може гласот да вреди само еднаш и само за еден гласач. Ние
не затваравме лифтови, не исклучувавме струја, не ги носевме човечињата за уши, не влечевме никого, не уценувавме никого. На крајот од денот Петар Шилегов беше одличен градоначалник, направи многу за Скопје. И додека на Бихачка владееше молк, пред Белата палата се симна партискиот врв. Веќе не се славеше само победата на локалните избори, туку и оставката на Заев. Ако го изгубите теренот и ако немате поддршка на локално ниво, што е идејата на целата конструкција на Македонија, тоа е нели локалните единици да функционираат, да бидат пофункционални, тогаш секако немате кредибилитет да останете и најдобро е што тоа го отстори и ќе замине конечно. Но не е за предвремени парламентарни избори. Предпоставам дека Македонија уште некое време ќе се занимава со оваа хибридна власт, но и таа ќе заврши уште попоразително како што е ова сега денеска, онака како што го чувствуваат. И верувајте, ова не е триумф на некој кој што го гледате поразен. Тој навистина го заслужи овој пораз. На славието пред ВМРО ДПМН се приклучи и новата градоначалничка на Скопје. Во славието со традиционална иконографија, новитет беше тоа што првпат се развејаја и албански знамиња. И плоштадот во Тетово синоќа се исполни како ретко кога. По 2 мандата на Теута Арифи, општината има нов шеф, Зоран Јовановски. Не помина ниту час и половина од затворањето на гласачките места, а во седиштето на движењето Беса прогласија победа во Тетово. Lëvizja Besa, respektivisht kryetari Bilal Kasami, ka fituar me fitore bindse në Tetov, me dallim prej mbi 5500 votave. Ова објава беше доволна провокација атмосферата да зоврие пред партиското седиште. Од тука прославата се прелеа по улиците што водат кон градскиот плоштад. Полицијата го блокираше пристапот кон центарот на градот. Плоштадот одамна не бил толку полн поради нечија победа на локални избори. Билал Касами за победата им заблагодари на сите гласачи, но упати зборови посебно за македонците, во општината во која мнозинство се етничките албанци. Голема благодарност до сите граѓани во Тетово, особено македонците, кои иако притисокот кој го има од ДУИ и од администрацијата на Теута Арифи, излегоа масовно и гласа за промени за Тетово. Победа во Тетово очекуваше и ДУИ. Раководството на партијата заедно со председателот беше подготвено за славје во Тетовска Мала Речица. Кога му дојде редот на Али Ахмети да се обрати пред јавноста, почна да набројува каде се победиле. Но кога стигна до Тетово и Гостивар, Në proces akoma të parëpërfunduar janë komuna e Tetovës dhe e Gosivarit. Ekipet presin rezultatet përfundimtare. веднаш по обраќањето, Ахмети замина да слави, ама не во Тетово, туку во Кичево, каде победи нивниот кандидат. По ходниците на седиштето видливи беа симпатизерите и по некој партиски функционер, но очекувано без еуфорија. Неколку минути по Ахмети се појави актуелната градоначалничка и кандидатка за трет мандат Теута Арифи. За разлика од лидерот, таа призна пораз и му честиташе победа на Касами. И му честитам за победата и му посакувам успешна работа, имајќи го предвид фактот дека Тетово е град со многу предизвици. Утрото по бурната изборна вечер, жителите на Тетово со кои поразговаравме има мешани чувства и ставови. У Тетов хаус било и ќе биде. Овде живееме 45 години, нема ништо. Ни патишта, ни вода, ни ништо. Ѓубре, багатела, кучиња колку сагаш. Очекуваме дека ќе иде на подобро, бидејќи многу години беше исто, немаше промена. Од моето фамилија ќе почнам ниеден вработуван, има многу што има повише членови вработувани и многу други нешта. Очекуваме све за добро. Сега да видиме од промената. Сите ветуваат, ама не знам што ќе прават. Дали ќе го исполнат тоа ветувањето.
Ќе видиме. Според податоците на Државната изборна комисија, од 100% избројани гласови, кандидатката на ДУИ Теута Арифи освои 16.542 гласа или 42,02%. Кандидатот на БЕСА Билјал Касами доби 21.591 глас или 54,84%. Во Битола, Тони Коњановски од ВМРО ДПМН го победи Христо Кондовски од СДСМ со околу 2700 гласа повеќе. На претходните локални избори во 2017-та, тогашната кандидатка на СДСМ Наташа Петровска го збриша ривалот Зоран Илиевски уште во првиот круг со 13.000 гласа разлика. Петар Клинчарски. Еден час пред затворањето на гласачките места, температурата во Битола беше едва 6 степени. Студот се чувствуваше и пред и во некои од избирачките места. Сепак на крај, до 19 часот на гласање излегоа околу 3000 граѓани повеќе отколку пред 2 недели. А тогаш, кандидатот на ВМРО ДПМН Тони Коњановски победи со само 1500 гласа разлика пред ривалот од СДСМ Христо Кондовски. Чие име сега го заокружиле битолчани се прибројуваше околу час и половина. Резултатот се насетуваше по атмосферата во партиските штабови на СДСМ и на ВМРО ДПМН, кои се во непосредна близина. Да ги закопаме секирите. Заедно да тргнеме во нови победи. Градот да биде повторно она што го заслужува. Битола да биде на битолчани. Во разговор за 360 степени, Коњановски вели дека победил поради подобрата програма, но и незадоволството на граѓаните од политиките на власта во Битола и на централно ниво. Граѓаните се мудри. Тие проценуваат, оценуваат. Нив не можете да ги измамите, да ги излажите, да ги подмитите ако сакате со ветувања само. Тие знаат да одлучат и тие дадоа голема шанса на гарнитурата која во заменување со огромно мнозинство 2017 година. Тоа, за жал, владачката гарнитура не го испорача и казната следи. Коњановски победи за градоначалник, но свесен е дека составувањето мнозинство во Советот ќе биде тешко. Од 31 мандат, ВМРО ДПМН доби 13, а СДСМ 11 советници. За да направи мнозинство на ВМРО ДПМН, ќе му треба поддршката од најмалку 3 од вкупно 4 други групации кои влегоа во Советот: Независната поинаку, Левица, ДУИ и Дом и ЛДП. Да го споја можеби неспојливото, да ги повикам сите опции во интерес на граѓаните да работиме заеднички. Проекти има многу од сите страни, има ВМРО ДПМН, имаат и другите опции. Да се обидеме заедно, да направиме нешто за граѓаните. Поделбите и границите меѓу нас мораме да ги надминиме еднаш за секогаш, како би тргнала Битола од ова мочуриште во кое се наоѓаме сега. Додека славеа во ВМРО ДПМН, се појави и кандидатот на СДСМ Христо Кондовски. Му честиташе на Коњановски. Продолжуваме со животот во Битола понатаму, одлучија битолчани како и што ќе се движат наредните 4 години. Јас како стопанственик, како симпатизер на Социјалдемократскиот сојуз, како една конструктивна личност во општеството, продолжувам да поддржувам политиката на Битола за поддршка и прогрес. Кондовски не ја прифати понудата за интервју за 360 степени. Разбирливо, не беа расположени ниту симпатизерите и соработниците пред седиштето. Оние од другиот политички табор, веселбата од улица ја префрлија во кафулињата и таа траеше до полноќ. Утрото по изборите на битолчани не им се чека. Бараат веднаш да почне исполнувањето на ветеното. Од новата локална власт очекувам Пелистер да се направи дом од копанки. И да се направи нешто за градот Тропоќе. Мислам, улиците се многу катастрофа. Да се изгради малку и шеталиштето, да има детски градинки, а најпоќе за старите дом треба. Најмалце 20% тоа што обеќаваат да го исполнат, ништо друго. 20% доволно е.
а обеќаваат многу. Едно треба да се извлечи поука од сето ова, дека народот многу долго памти, наградува и казнува. Значи, се она што обеќа и кажа дека во програмата ќе го направи, барем 90% треба да го исполни. Што значи ваквиот епилог од изборите за власта на централно ниво? Ќе обстои ли актуелното мнозинство? Кој би бил нов премиер? Има ли и други возможни математики? За ова вечерва разговарам со Петар Арсовски. Добро вечер, добре дојдовте. И Александар Кржаловски. Добро вечер и добре дојди за вас. Разговорот ќе го почнеме по паузата за реклами. Останете на осад. За консеквенците од исходот од локалните избори, вечерва во студиото на Алсат разговарам со Петар Арсовски и Александар Кржаловски. Сакам на почеток да ве прашам за една изјава на Али Ахмети, кој што вели дека синоќ и денеска разговарал со Заев и дека се обидувал да го убеди дека оставката му е избрзан чин и дека тоа не треба да го прави. Што е вашиот впечаток, Арсовски, од тоа што го чувте синоќ, од тоа што го гледате денеска на јавна сцена? Можни се промени во таа смисла? Заев сепак најавената оставка да не ја ефектуира? Мислам дека е тоа безмалку неверојатно. Зошто? Гледаме на цела консеквенца. Заев го најави овој потек пред вториот круг на локалните избори, остана на него. Одлучноста и брзината со која ја даде оставката веднаш вечерта имплицира дека не сакал да остави простор за разубедување, односно дека бил доста сигурен во таа своја одлука. И на крајот добив впечаток од неговото излагање дека како да му олесна во таа смисла, така што мислам дека овие неизбежни притисок од коалицијата се да остане како што е, сигурно ќе се појави притисок во партијата тој да не заминува и така натаму, тие се повторлив фолклор, не мислам дека ќе вродат со плод, мислам дека тој сепак ќе остане на својата одлука. Заев заминува за вас, Кржаловски? Па мислам дека да, иако вчера циркулираше една шега дека денеска ќе се одлучи да не ја прифати својата оставка, ама мислам дека од ова нема враќање, дека и сериозно беше кажано и мислам дека намерата е негова барем јасна. И дека додуше не знам што се чека сега, што се остава простор, зашто денеска не е и формално поднесена до собранието или бар немаме таква информација, но не верувам, јас се слагам со Петар. Да, денот помина во некакви средби со коалиционите партнери, дел пред средбите, дел по средбите дадоа изјави во кои што велат дека сметаат дека мнозинството треба да обстои во собранието. Моето прво прашање би било, Арсовски, дали е делегитимирана власта на централно ниво? Ако се следат резултатите на локалните избори, наивно е да се очекува дека тие резултати не влијаат на легитимитетот на власта на централно ниво. Да не беше тоа така, Заев немаше потреба да поднесува оставка. Очигледно е дека и Заев така мисли, че им ја понудил оставката веднаш по резултатите, особено на Скопје, бидејќи тој го врзува со одлуката за Скопје. Така што јас мислам дека тие резултати ќе клонат кон намалување на легитимитетот, делегитимирање, како сакате наречете го, на централната власт. И мислам дека овие средби кои следуваат, на кои сме сведоци овие денови, се во насака на тоа во која механика тоа да се изведе. За вас истото прашање околу легитимитетот на владата на централно ниво, на власта. Па генерално не би требало заради тоа што беа локални избори, но самиот Заев мислам дека подигна летвичката и ги направи на некој начин гласање за националните политики. И второ, сакаше Заев да се истрча, така да речем, премногу со својот настап, направи да ова биде гласање за генерално референдумски. И кај локални има 3 параметри што се битни и затоа се убави локалните избори, пошто вообичаено сите прогласуваа победа. Или победил градоначалник на Скопје, или добил мнозинство во градоначалници, или во совети. И секогаш сите си наоѓаа нешто да се прогласат за победа. Овој пат победата на ВМРО ДПМН е јасна, иако повеќе е пораз на СДСМ отколку победа, би рекол успех, а не баш победа, заради бројот на освоени гласови.
Но сметам дека, бидејќи по сите основи е победата на ВМРО-ДПМН, се согласувам пак со Пеџа дека е делегитимирана на некој начин владата. Што не мора да значи дека треба да поднесе, мислам да се смени владата. Апропо овие три елементи за кои што зборуват, интересна теза денеска слушнавме од Мендух Тачи, дека и на овие избори партиите кои што се дел од коалицијата на централно ниво во гласови заедно освоиле повеќе отколку партиите кои што се во опозиција. Во таа смисла тоа варира оваа теза дека не е точно дека е делегитимирана владата, затоа што ако ги соберете на едно купче гласовите на партиите кои што се дел од владата, тие се повеќе отколку оние од партиите на опозицијата. Ако одиме во регионот, во Косово неодамна се случи слична ситуација. Курти победи убедливо на парламентарните избори, а помина прилично лошо на локалните, но не замина од премиер, да речеме. Уште малку околу ова, легитимитетот на владата. Математиката која спомнувате е точна. Кога коалицијата која постоеше 2016 би се повторила и ова би биле парламентарни избори, исходот во собранието, во смисла на претеници, би бил безмалку ист како исходот како составот на собранието кој го имаме сега. Ама ако 2 и 2 е 4. Многу пати вела дека 2 и 2 во политиката не е 4, туку е 5, но да, ако бројките на ЛДП и ДОМ и БЕСА се додадат новие на СДСМ, се стигнува до бројката на ВМРО-ДПМН. Може би малку над неа. Истиот состав на собранието како сега. Без малку истиот. Може би еден пратеник разлика. Гледам дека дилемата е голема дали резултатите на локално ниво значат некаква промена на централната власт и зошто би требало да значат. За мене е пријатно освежување што Заев чувствува одговорност, например. Така доста лично од него или генерално на сцената? Генерално доста шведски изгледа вчера изјавите на двајцата лидери, Мицковски внимателно, сега ќе видиме во наредниот период ќе работиме повеќе. Заев прифаќам пораз, честитам на победата, Шилегов и така натаму, поднесувам оставка како некаква одговорност. Впрочем, статутарната обврска за изборен конгрес после избори во СДСМ е токму заради тоа. За да се провери дали лидерот ја водел партијата во вистински правец и дали заради тоа остварил резултати. Така што не мислам дека ние ќе можеме да избегаме од спрегата помеѓу резултатите на локалните избори и што тоа значи за централната власт, особено што наративот, особено во вториот круг, беше поврзан со некои централни теми за кои самиот Заев рече дека ќе бидат влог во иднината. На крајот на краиштата, портпаролот на СДСМ вчера во првата изјава вели народот ќе избере каде ќе се движат општините и во кој правец ќе се движи државата. Тоа не го кажавме ние, го кажа СДСМ. Така што нема бегање од таа спрега. Да. Може би е се уште рано, но првите изјави од партнерите на СДСМ во власта одат во насока на тоа дека има желба ова мнозинство во парламентот да обстои. Тоа и досега многу тешко функционираше. Што е вашата анализа, што вели ќе успеат да обстојат и како тоа би изгледало во пракса? Пак ќе се навратам на тоа дека не сметав дека воопшто треба да се поврзуваат локалните со националните и се до тоа што направи премиерот да доведе во ваква ситуација, па и самиот да се доведе во ваква ситуација да поднесе оставка. Отвара сега можности, веројатно ќе мора да се случи нешто или пребројување, бидејќи мандатот ќе се даде на некого, прашање на кого, па ќе се гласа, па ќе се види кој ќе го има мнозинството, иако ќе биде интересна динамика како тоа ќе се оствари. По мене сметав дека ќе е битно, бидејќи БЕСА за сега тасот на вагата, барем главниот играч од кој зависи тие 2-3 пратеника или еден мнозинство, а со оглед дека се надпреваруваше со другиот коалицијски партнер во владата ДУИ и веројатно дел од опозицијските гласови придонесува за нивната победа, дали тоа ќе игра во нивната интерна математика или дали имало претходни договори меѓу ВМРО-ДПМН, БЕСА и Алијансата кои го поддржаа касами и сега ќе чувствуваат некаква одговорност или долг да се приклонат кон ова мнозинство, ќе видиме. Ако сме фер, изјавите кои што доаѓаат од БЕСА се во насока на тоа дека тие се за опстанок на мнозинството, да останат дел од централната власт.
Тие изгубија еден пратеник практично со изборот на Билал Касами за градоначалник, од 4 сега ќе имат 3, но во нивните јавни изјави не може да се препознае ова за што зборувате, што не мора да значи дека позадински го нема како процес. Да, точно. И пак се враќаме на првото, дека на крајот на криштата локални беа изборите. Има мандат владата и може да тера без никакви проблеми, мислам без никакви проблеми. Со тој еден пратеник вишок или 2, колку што може да тера, но мислам дека ќе има доста игри сега овие 2-3 недели, бидејќи постапката е тргната или ќе тргне кога ќе се формализира оставката на Заев. Да, велите Заев заминува според вас, според она што го читате од изјавите, од јавните сигнали кои што допираат до нас, мнозинството веројатно ќе опстои вакво како што е, тоа ќе подразбира нов мандатар. Како човек кој што долго ја следи и анализира политичката сцена, дали идентификувате потенцијален мандатар меѓу првенците во СДСМ? Тоа е вистинското прашање, не се истакнува никој во моментот од тоа што го гледам. Мислам дека приказната во СДСМ ќе биде многу покомплицирана од што приказката за влада и за собрание. Има едно прашање назад пред ова, тоа е дали оставката на Заев не повлекува оставка и на другиот дел од раководството. Таму има подпредседатели, заменик председател избиран на Конгрес, има извршен одбор. Колку што се сеќавам, само председателот и заменикот председател се бираат на директни избори. Веќе сега на директни избори, не на Конгрес, се друго се бираат на Конгрес. Повлекува прашање на доверба на целото раководство на СДСМ, секако. Без оглед на тоа дали е тоа статутарна обврска или чисто политичко бреме. Што се однесува до опциите, и таму во СДСМ мислам дека покомплициран ќе биде развојот на настаните, бидејќи повеќе амбиции има собрано на едно место, повеќе луѓе пледираат на раководството и така наму. Што се однесува до, и не гледам некој кој би се истакнал специјално, сега да кажеме тој е сигурен наследник за мандатар на Заев, но не мислам дека можеби треба се бара баш во кругот на СДСМ. Мандатарот не исклучувам изненадување од таа смисла. Сакате да кажете дека не мора да биде политичко, може да биде и експертско решение. Во овој момент, што се однесува до собранието и владата, постојат 4 опции. Првата е Заев да замине, ова мнозинство да остане и да има нов мандатар со истото мнозинство во собрание. Втората опција е да се состави некаква широка техничка влада, односно ново мнозинство од сите. Третата опција е мнозинство да направи сегашната опозиција, односно Мицковски да се остави мнозинство. И четвртата опција се предвремени парламентарни избори. Имајќи предвид дека е многу тесно мнозинството во собранието и било која нова коалиција би го имала истиот проблем на малку, на нестабилно мнозинство, мислам дека тоа ќе заврши со нови предвремени парламентарни избори. Сега прашањето е кога и што ќе се случува во меѓувреме. Заев истино ќе зборуваше за терање на мандатот до крај, уште 2,5 години или колку има. Не сум ја сигурен дека е тоа варијанта која може да опстои. Ако се сеќавате 2006-та, ВМРО ДПМН го блокираше цело Скопје со гласна светлина. Сдружението со релативно малку луѓе. На ваков изборен резултат, Заев, новото мнозинство, извинете, старото мнозинство би имало проблем да владее комотно кога опозицијата постојано ја бара или смена или избори. Суштинското прашање е дали е потребно да се направат избори што е можно побрзо или треба да се почека сепак шанса за прва меѓувладина конференција во декември, колку и да е таа мала, и разрешница со Бугарија. Да го чуем и Кржаловски на оваа тема околу можните комбинаторики во собранието, па ќе се вратиме на ова дали навистина треба да се оди брзо на избори. Па да, мислам дека последна опција ќе биде, како што каже Пеџо, изборите, бидејќи веројатно никој не ги сака, Заев го кажа тоа. Не гледам дека ВМРО повеќе зборува за ново парламентарно мнозинство, значи веројатно секако ќе се направи обид со тоа, дали од СДСМ, дали од ВМРО ДПМН. Едно подпрашање, дали би се согласиле со тезата дека на ВМРО ДПМН во овој момент му одговара можеби да продолжи ова парламентарно мнозинство да владее со нова влада, нов мандатар, за на некој начин да продолжи да го ситни и овој кредибилитет кој што остана? Па веројатно да. Да се навратам на наредењето, јас сум лично поборник на поширока коалиција и тоа требаше да се направи уште лани, кога на парламентарните избори ситуацијата беше таква што ја доведе цела оваа блокада со
со две, не знам кога последен пат се состанало собранието и кога донеле нешто конструктивно оваа година, плюс со целата таа ковид криза што имавме, која не доведе на топ на светската листа за смртност. Значи, по мене беше неопходно уште тогаш ВМРО ДПМНЕ и СДСМ заедно да направат влада и мислам дека Европската унија тоа прилично јасно го кажа, ама изгледа некој не сакаше да го слушне или никој не сакаше да го слушне. Сега е слична ситуација. Се очекува или денеска ја вчера некаде го кажав ова, па денеска на Фејсбук ме коригира дека веќе сме во длабоки кризи по повеќе основи, а допрва не чека и енергетска и зимата и ситуацијата со Бугарија. Така да, по мене, најпаметно е да се направи поширока коалиција уште сега и да не се мачат ни едните ни другите со два или еден мнозинство, што пак нема да функционално. Да, но веројатно ВМРО ДПМН тоа би го анализирало низ призмата на собствено трошење во влада во која што нема потреба да биде дел. Прашање е дали СДСМ е подготвен исто така да го дели владиниот колач и власта со ВМРО ДПМН. Низ граѓанската призма ова што го зборувате веројатно вреди да се размисли, но политички се чини тешко за реализирање. Да, и не само граѓански, и од тој аспект на државата. Баш го кажав примерот од три од 4 влади на Меркел од 16 години беа такви коалиции, големи коалиции со социјалдемократите во Германија. И не гледам што е толку драма кај нас да не може воопшто да се разговара, камо да се договара заедничко. И дури кога ќе се случи по играта на пржинскиот договор, све се прави да се саботираат едни со други. И затоа сме веројатно во ваква ситуација во која сме. Ама веројатно ќе ни се тресне порано или подоцна од глава и ќе биде неопходно тоа да се случи. Се надевам ќе прегрмиме, ќе преживееме зимава. Ама да не се случи уште сега, пошто мислам дека е по-лоша ситуација тоа што мислиме. Да, едно е прашањето за енергетската криза и тоа се наведува во овие првични анализи за тоа зошто сепак не треба да се оди на избори уште ова есен зима и дека треба да се почека можеби барем пролет, лето и така натаму. Второ е прашањето што го споменавте, а тоа е евентуалниот почеток на преговорите со Европската Унија. На таа тема некако се изморивме и како јавност, и како граѓанство. Се чини дека и делот поразот на СДСМ може да се свали на отсуството на таа перспектива, бидејќи голем дел од политиките на владата беа базирани токму на тоа дека само што не сме почнале преговори, а кога ќе почнеме ќе биде се подобро и така натаму. Реално ли е воопшто сега да се прават калкулации, водејќи сметка дека можеби во декември ќе почнеме преговори со Европската Унија? Европската Унија со својот однос по прашањето на Бугарија де факто го пушти заед низ вода, бидејќи голем дел од граѓаните сметаат дека ние цената ја плативме, а бенефитите не ги добивме од Преспанскиот договор, договорот за добрососедство со Бугарија и така натаму. И де факто на тој начин ја делегитимираше политиката и жртвите и компромисите на таа политика, без да ја валоризира со прва меѓувладина конференција. Сметам дека тоа кај меѓународната заедница и кај Европската Унија, ако сакате кај Соединетите Американски држави, ќе направи дополнителен притисок кон Бугарија во обид за тоа да се заврши во декември, за да целиот регион не влезе во некаков период на дестабилизација и неизвестна политичка иднина. Сакате да кажете дека оставката на Заев сега дополнително ќе прави притисок кај нив за да се ангажираат за сето ова да може да стартува во декември? Да, тоа сакам да го кажам, дека оставката на Заев и дестабилизацијата на оваа влада, која во очите на меѓународната заедница е владата која има најмногу шанси да донесе решение со Бугарија, дека било која друга влада или парламентарно мнозинство би имала помалку шанси за решение со Бугарија во декември. Прави некаков аларм и ги активира. Тоа ништо не мора да значи, може Бугарија да не состави влада после изборите на 14 ноември, може новата влада која ќе избере Бугарија да ги задржи истите стари ставови да биде невозможно решението. Мито колку и да е мала веројатноста, може би е подобро да се почека пред да се уништи таа шанса, сами да ја уништиме. Да направиме да е невозможно решение, бидејќи ние ќе бидеме во политичка криза. И второто не е само енергетската криза, инфлацијата која се заканува во светската економија поради трошењето пари во потрошувачката во периодот, задолженоста,
дополнителниот политички диалог дома и така натаму. Има повеќе причини зошто може би има логика да се бара некакво меѓувремено решение пред да се оди на неизбежни предвремени парламентарни избори. Како вие гледате на оваа калкулација? Можен договор со Бугарија? Која влада да го направи тоа? Визави интересот на ВМРО ДПМН, сакам да кажам. Како ВМРО се поставува кон овие теми? Предпоставам дека анализираат кога прават анализи за тоа дали треба да тргнат кон ново мнозинство, кон притисок за нови предвремени избори и ова го калкулираат. Предпоставам и од тие причини веројатно не е најповолен период да се преземе одговорноста за државата, ама тие зборува за ново парламентарно мнозинство и ќе видиме како ќе се разреши. Она што од некои бугарски извори го следав од аналитичари таму со кои соработуваме, има некоја теза дека ако победи Радев и се уште додека не се формира нова влада, ако воопшто се формира, ќе има можност под негова иницијатива, а со самата техничка влада да го одблокира процесот со некоја премолчена согласност на ГЕРБ и на социјалистите. Тие нема да бидат виновни за тоа. Техничката влада, без оглед што викаме техничка, си работи во пол капацитет и може било какви одлуки да донесе, вклучително и тоа. И дека Радев, откако ќе го осигура вториот и последен мандат, ќе може да го направи тој исчекор. И тоа некоја пак таа надеж или window, како викаат во opportunity, прозорец за можности, ама ја лично не верувам дека тоа пак ќе се случи. Плюс, ако остане и кај нас нејасна ситуацијата, ќе нема, пошто ова ќе потрае месец дена сигурно, ќе дојдат изборите во Бугарија, може ќе се излачки и повеќе и може би ќе уништиме шансата самите, пошто нема да се создаде, да се избере нов мандатар и ќе се пропушти и таа шанса, а згора на тоа со кризата што споменав, предпоставам ВМРО ДПМН калкулира со евентуални избори на пролета, не сега. Да. Во однос на партиите на албанците, дали на Дуј би му пречело да остане дел од мнозинство со премиер различен од Заев? Мислам дека не. Не е тоа секако нивната прва опција по изјавата на Ахмети денес, дека го убедувал Заев дека е тоа погрешен чекор. Но мислам дека доколку Заев замине, секако втората опција за Дуј е да останат во сегашното владеачко мнозинство, а не да се оди на нови предвремени парламентарни избори. Тоа и го изјавија. Повеќе во вид ја имам тука калкулацијата кај Дуј од евентуална победа на ВМРО ДПМН на следните парламентарни избори. Па сега како тие попрагматично би се поставиле кон тоа прашање, бидејќи ВМРО и Мицковски еве синоќа зборуваат за веќе етаблирано партнерство со Алијанса за албанците, да речем и алтернатива. Јас не мислам дека коалицијата помеѓу СДСМ и ДУИ е идеолошки побезбедна коалиција за двете партии во таа коалиција, одошто коалицијата помеѓу ВМРО ДПМН и Алијанса. ВМРО ДПМН е добро што го разби тоа табу и добро е што свати дека не е висока цената за предизборен коалицијски партнер. Не сум сигурен дека е таква ситуацијата и во Алијанса. Да, ги слушаме тезите на Дуи за тоа дека ВМРО може би добило до оваа коалиција со Алијанса и алтернатива, ама дека бројките кај Алијанса и алтернатива зборуваат нешто може би друго. Имено, и мислам дека тој брак ќе биде под тензија многу брзо. На крајот на краиштата Дуи е заинтересиран за победа во албанскиот блок. И се додека победува во албанскиот блок со значајна разлика, не треба многу да се секира дали во македонска страна за партнер ќе го има ВМРО ДПМН или СДСМ, бидејќи со двете бил успешно во коалиција. Што мислите вие околу позициите на партиите на албанците? На крајот ќе се сведе на бројките на пратеници и да, ако е разликата голема, предпоставам ќе се бидат прагматични. ВМРО ДПМН ако победи и Дуи победи, ќе се заборави ситуацијата од 2016-17 кога се прекрши договорот за победник со победник. Предпоставам ВМРО ДПМН ќе сака на некој начин да се одмазди, ама ако бројките не овозможуваат, односно пак Дуи има пресудна предност, јас исто мислам дека ВМРО ДПМН ќе се реши за
за Содуи, но далеку сме од тоа да видиме како ќе се развиваат работите, бидејќи можно како расте и левица, бидејќи таа во играва сега нели на евентуално ново парламентарно мнозинство, може коцките ќе се наредат поинаку следните избори, пак ќе биде за тенко, ама може нема да биде потребен дуи за ВМРО да помене да направи влада. Аха, мислите ВМРО, евентуално Алијанса, Алтернатива и Левица, иако таму има еден интересен аспект што може би сега го превидуваме анализирајќи ги само бројките, а тоа се некои позиции на Левица во однос, да речеме, на признавањето на Косово. Тие имаат еден став кој што вели дека треба признавањето на Косово да се повлече, или односот кон членството во НАТО. Исто така смета дека треба да се повлечеме и така натаму. Ке треба или едните да го голтнат тоа што нема да биде лесно, или другите да се откажат од тие позиции. Секако ќе треба да го направат тоа, па затоа и во Германија се по 300-400 страни коалицијските договори, или пред или после изборите. Затоа што трае, кога беа за септември месец дена помина, Абер нема од нова германска влада, бидејќи сега треба да се направи тие детали да се испреговарат и некој ќе се повлече од своите позиции. И треба да го научиме тоа. Дали во старт ќе пукне работата на такви клучни работи или големи, ќе видиме, ама да стигнеме. Иако треба да бидам исто така, мислам дека фери да кажеме дека ВМРО ДПМН па и Алијанса на овие избори избегнаа да зборуваат за овие големи теми, како договорот од Преспа, односите со Бугарија, законот за употреба на јазиците, и ќе треба во догледно време да се позиционираат во однос на тие теми, па да видиме навистина тогаш како ќе бидат дефинирани евентуалните нивни меѓусебни односи. Ако е прашањето дали дуи може со СДСМ и со ВМРО, може и со едните и со другите. Ако Села може да му го прости на ВМРО 27 април, не гледам зошто дуи не би му простил на ВМРО ДПМН или на СДСМ било што друго. Левица е интересен феномен, не може би од трајно парламентарно мнозинство. Јас мислам дека Левица треба да ја анализираме како најголем добитник на овие избори. Тие го безмалку го дуплираа или го триплираа својот рейтинг или повеќе. Мислам дека нивните идеолошки постулати, не само овие за кои зборуваш, например признавањето на Северна Кореја и така натаму, што им стои во манифестот, во официјалната програма на партијата, може би ги прават неподобни за трајна коалиција со ВМРО ДПМН, но секако не ги прават неподобни, да речеме, за изгласување на овие избори. Така што Левица како феномен, анти-естаблишмент, сентиментот како феномен и што тоа ќе значи за новото милје во Македонија. Ние може би за 3 години ќе имаме уште 2-3 такви партии во центарот, кои заедно може би ќе бидат поголеми од една од двете големи партии. Не знаеме што ќе се случи, имавме такви ситуации во Хрватска со Миро Церар, во Словенија со Миро Церар, извинете, во Хрватска со Мост и така натаму. Има повеќе опции како ќе изгледа политичкото милје за па дури и за година дена ако се оди тогаш на избори. Петар Арсовски и Александар Кржаловски вечера беа дел од 360 степени. Ви благодарам уште еднаш. Уште една пауза, па завршуваме. Саботажата под постизборно одмора ќе видите во следното наше издание. Благодарам што бевте со нас. Ви посакувам пријатна вечер.